Поштовани гледачи, добре дојдовте на програмата на ТВ Канал Веса во редовниот термин за емисијата Визави. Овој пат со господинот Ристо Велков од регионалниот синдикат на земјоделски производители. Земјоделството е една од актуелните, вечно актуелните теми, посебно во Струмичкиот регион, кој што важи за градина на Македонија. Господин Велков, добре дојдовте во емисијата Визави. Земјоделството последниве години еднаш удар претрпе, односно проблеми со ковид кризата. Сега повторно имаме надворешно политички фактори кои што влијаат врз прашањето како и што ќе тече извозот. Еве почна веќе, градинарите почнаа да го земаат својот род. Кои се првичните оценки? Дали стравовите дека ќе нема каде да се извези македонскиот земјоделски производ се обистинија или најдовте начини, откупувачите најдоа каде да го пласираат она што вие како градинари го произведувате? Најнапред, благодарам за поканата и еден поздрав до вашите гледачи, посебен поздрав до нашите земјоделски производители, бидејќи целта ни е што се случува во нашиот аграр, колку толку да ги запознаеме нашите земјоделски производители. Знаеме се што се случува во нашата држава, во секторот земјоделие, поготово во овие 30 на години од нашето осамостојување. Мислам дека според мене требаше да ни се случи Украина, за да на виделина излезат сите проблеми со кои се соочува нашиот аграр. Меѓу другото, стратегија, план во производството, договорено производство и мислам дека, пак ќе повторам, сето тоа излегува лека по лека на виделина. Имено, сведоци сме дека се помалку, еве ќе го земаме најактуелното, иако станува збор дека доаѓаме од градинарски регион, станува збор за се помали количини баш во недостиг на основните производи, а тоа се пченицата, пченката, сончогледот, производи од кои што производот после добиен од нив во преработвачките капацитети е директно врзан со опстанокот на граѓаните. Инаку мораме да го потенцираме тоа излезе на виделина затоа баш поради немањето стратегија. Кога би се имало стратегија колку количини ни се потребни од даден производ, од дадена култура, колку површини треба да се засадат за да се добијат тие количини, мислам денес не може да се соочиме со проблематиката во која се наоѓаме, а мислам дека лека по лека таа проблематика се повеќе ќе станува критична. Инаку моментално, еве, бидејќи доаѓаме од градинарски регион, актуелно во нашиот регион е производството и првите количини кои стаса од првиот производ кој што се нуди на пазарите, а тоа е пролетната зелка. Дали наоѓаме место за задоволство кај нашиот земјоделски производител во врска со цената по која што ги продава, што ја продава конкретно зелката? Мислам дека оптимизам кај нашиот земјоделски производител за задоволство нема, бидејќи цената еве од вчера, мислам, почна да се продава по 25 денари за килограм даден производ зелка. Меѓутоа, ако се зема, можеби некој ќе рече добра е цената, добра би била да речеме пред X години кога би се произведувал овој производ. Имајќи го фактот по кои се услови нашиот земјоделски производител влезе во циклусот на производство оваа година. Прво, соочување со проблемите кои што настануваат од климатските промени. Второ, драстичното зголемување на репроматеријалите со кои му се неопходни во самиот циклус на производство. Не само кај зелката, туку и кај останатите растителни култури за добивање подобри количини од единица површина. Така да мислам дека задоволство кај нашиот земјоделски производител, поготово несигурноста дали ќе продолжи трендот на паѓање на цената или барем колку толку ќе се сестат откупувачите, бидејќи ако киксне оваа година дадена култура со даден производ, мислам дека површините следната година ќе бидат уште понамалени и ќе имаме уште по намалени количини на производ. Зачудува фактот дека
кога ќе дојдеше до паѓање на цената на даден производ, причината нашите откупувачи наоѓа кај производите понудени од Албанија, кои што се нудат по поевтина цена. Меѓутоа, не знам сега кај ќе ја најдат причината, бидејќи, според сите сознанија, килограм зелка во Македонија се откупува 40 евроценти, додека килограм зелка во Албанија се откупува 60 евроценти. Сега, ако некогаш албанската зелка беше конкурент на нашето производство, сега нашата зелка станува конкурент на албанското производство. Која е причината? Мислам дека во што побрз период треба да се средат работите, ако сакаме колку толку и во следно циклус на производство да имаме пак производ. Така, спомнавте стратегијата. Години наназад гласно зборувате за недостиг на стратегија. Јас претпоставам дека Министерството за земјоделство во сите тие стратешки документи имаат стратегија за земјоделство. Дали не е соодветна на она што вие го имате како сознание што треба да се направи и зошто на толку гласно зборување еве последниве десетина години, барем откако јас го следам секторот земјоделство, не успевате на тие сите состаноци заедно со Министерство, со откупувачи, со преработувачка индустрија, не успевате да направите стратешки план. Може би стратегија има, нов документ стратешки план. Каде нема дослух? Каде според вас која е кочницата и каде треба да се откочи работата? Прво, како што рековте, може би има стратегија. Да, прашањето ви е може би има стратегија. Може би е запишена негде. Меѓутоа, фактички не соодветствува со она што се случува на теренот. Точно е тоа дека се прават начини или се одржуваат низа средби со земјоделските производители, преработувачите, откупувачите и представници на Министерството за земјоделие. Меѓутоа, една од главните причини, мислам дека на тие средби во X случаеви не се поканите релевантните фактори, тоест представниците на здруженијата на земјоделски производители на тие средби. Така да во немал случаи и тие не се запознаени што се случува. Друго, дека недостасува стратегија во земјоделското производство е доказ сето она што се случува. Ако имавме ние Не, која кочи работата? Тоа што не се вистинските луѓе на вистинското место кои што ги дале вистинските предлози? Тоа е доказ дека 30 на години секторот земјоделие го водат луѓе што не се соодветни со запознавање на самата проблематика од секторот земјоделие. Мислам, ако беа прави представници од секторот земјоделие, сликата немаше да биде таа што се случува овие 30 на години. Ако имавме стратегија, ние ќе знаеме колку површина ни се потребни дадени количини, еве ќе речеме жито, пченица, јачмен, пченка, основните суровини кои што се неопходни во исхраната. Друго, веќе X години знаеме дека во нашата држава имаме недостиг од другите основни производи. Тоа се сочогледот, маслодajната репка. Имаме недостиг и тука. И една од најголемите грешки во нашата држава што е направена, тоа е грешката со новата децентрализација 1996 година, мислам, бидејќи за самиот опстанок своите општини решењата го наоѓа во продажбата на најквалитетното земјиште од прва и втора класа за индустријските зони. И уште што е по-проблематично, во тие индустријски капацитети требаше да представуваат преработвачки капацитети, за жал тие се откупно-дистрибутивни центри. Што значи, ако се мислеа дека ќе вработат дел од популацијата од дадени општини, мислам дека и тука се потврди. Затоа пак е потенциран. Еве сега последниот министер, не за фалба, имат некои обиди, барем колку толку да направи нешто во земјоделието. Понудата, мислам дека има 12.000 хектари со добри услови да се дадат на нашите земјоделски производители. Меѓутоа сигурно се тоа површини подалеку од местата каде што обстанува нашиот земјоделски или нашиот земјоделски производител, бидејќи, пак ќе потенцирам, сите површини што беа во блиските региони на населените места се дадени за индустријски капацитети. И сега наместо 500 км, 500 метра да патува до местото на производство, нашиот земјоделски производител мора да поминува 5, 10 па и повеќе километри, а сето тоа е трошок и земајќи го обзир сето она веќе во последно време што се случува секојдневното растење на цената на нафтата и тоа допринесува до уште поголема цена на чинењето на дадените
производи. На сето тоа, кој се да и проблемот со иселувањето на младата популација, која мора да кажеме со право се isели, бидејќи сето она што случуваше овие 30 година, никаква екзистенција или опстанок не можеа да обезбедат во нашата држава. Затоа опстанокот на своите семејства тие го барат надвор од државата, тие што се одлучат да останат во државата, во други стопански дејности го барат опстанок на државата. Затоа мислам дека треба многу доста да се работи во секторот за земјоделие за изнаоѓање правилни решенија, колку толку лека по лека да почнеме граѓанинот или земјоделецот да го враќаме на нивите, меѓутоа не може да се врати ако се продолжи со тој тренд, јас би рекол со омаловажување на самиот земјоделски производител, со понуда на цени откупни далеку што се од самите производствени цени на даден производ. На последната средба во Струмица, министерот за земјоделство истакна дека како помош нели за земјоделците во овој момент кога растат цените на репроматеријалите е зголемен коефициент за зелена нафта, потоа интервентниот фонд за земјоделство и други неколку мерки кои што кажа според него дека ќе одат во прилог на помош на земјоделците да се надмине таа криза. Ги чувствувате ли вие бенефитите или се уште е рано да се прогнозира дали се ова правилни мерки кои што ги презело министерството и дали користевте минатата година, колку години веќе функционира системот зелена нафта? Чинам една година веќе секако. Дали тоа ви е од помош за да се намалат производствените трошоци за земјоделството? Видете, сите тие мерки што се нудат во секторот земјоделие се добри и прифатливи од нашите земјоделски производители. Меѓутоа, проблемот е начинот и времето кога тие ќе бидат исплатени. Имено, секој сектор во даден временски период има одредени трошоци за производство. Да речеме, кога би имало секторска исплата на субвенциите, што значи подетално на секој сектор му се дадат на земјоделскиот производител субвенциите во периодот кога има најголеми трошоци, да речеме полјоделецот во октомври, бидејќи треба да ги припрема површините. Вака додека зборувате, пред очи ми излегуваат соопштенијата кои стигнуваат од министерството за исплата за субвенции, каде што секој пат пишува во еден дел на крајот дека се исплаќаат сега заради тоа што им се најпотребни на тие земјоделци. И мислам дека нели е сменето тоа? Они исплаќаат, ама мислам дека не би се сложил да немам никаков проблем да бидам против за оние земјоделски производители од оние грањки кои што се исплатија субвенциите. Веќе имам во лозарството, мислам, во полјоделството, мислам дека има исплатено, меѓутоа не знам зошто се прави селекција. Еве, бидејќи доаѓам од теренот на градинарство. Веќе е започнат циклусот на вториот турнус или на летниот турнус на производство во градинарството, а тоа е производство, расадно производство на индустријската пиперка, на корнишонот. Тука станува збор пред се за производи кои што ќе бидат наменети за преработувачката индустрија и зошто сега да не бидат исплатени субвенциите на градинарот, иако мислам, градинарот како сектор требаше субвенциите да ги добие негде во ноември месец, период кога треба да се набават сите репроматеријали најпотребни за старт на производствената година. Пред се тука станува збор за семенскиот материјал, за ѓубривата, агротехничките мерки, тука станува збор за зелената нафта, така да мислам, кога надлежното министерство кога ги добивате субвенциите? За градинарство не знам, нема најава сега за сега. Обично кога ги добивавте? Кога ви бе исплатено? На крајот од годината, ама не да речеме во она производствена година кога стапува во циклус на производство земјоделскиот производител, еве да речеме уназад некаде октомври, ноември, тоа значи за следната година. Меѓутоа добро почна исплата на субвенција баш кога се воведува. Значи се аплицираше негде февруар, март месец и текнувата година до крајот на годината се добива субвенциите. Тогаш мислам, ако се стори и тоа сега,
мада веќе е закаснато за 2022 година, за стапување во циклу на 2022 година, мислам субвенции требаше земјоделецот за 2021 година да ги добие, веќе при крајот на 2021 година, веќе за да знае колку толку да рачуна на средствата што му доаѓаат како добродојде на нашиот земјоделски производител. Мораме да кажеме, иако станува збор за помали суми, меѓутоа сепак планското производство ќе му возможи на нашиот земјоделски производител правилно и плански да ги искористи и намени тие средства што треба да ги добие од државата. Што значи пак е потенцијал. Значи неминовно е секторска исплата на субвенциите. Секој сектор во даден период си има одредени трошоци и баш кога ќе му дојдат тие средства, мислам дека ако правилно ги искористи, ќе влијае доста позитивно во сферата на во стапување на циклус на производство. Договорно производство, како да се договорите со откупувачите? Па пред месец дена или помалку, 20 на дена, имавме средба со преработувачите. Колку толку се понудија некои решенја како и на кој начин конечно да се стапи за тоа договорно производство. Договорно производство што мислам треба да одговари на самиот земјоделски производител и на преработувачите, бидејќи од една страна нашиот земјоделски производител ќе знае колку површина и од таа површина колку количина треба да добие даден производ, од друга страна договорот направен со дадениот преработвач и тој ќе знае дека јас морам да му произведам таа и таа количина, таа и таа класа, да кажеме, и по таа цена. Меѓутоа, се уште кај нас мораме да признаја, договорот на доверба не може да функционира и затоа мислам дека договорното производство тешко. Има обиди некаде, јас чув добро на таа средба што ја имавме овде во Струмица, дека во одредени региони има веќе стапено начин на производство со договорно производство. Мислам дека лека по лека мораме ние да почнеме на тај начин да произведуваме, бидејќи ќе знаеме за кој произведуваме, колку произведуваме и по која цена се произведува. Колку е искористен потенцијалот на Струмичкото поле? Мислам дека ако се зема во споредба пред 30 на година се тоа што се производеше негде 30 до 40, дали има и 30 до 40% од површините кои што се одгледуваат земјоделски култури, мислам сега толку останува и затоа количините се помалку и помалку ќе бидат, ако се не се направи нешто, ако се не се мени нешто во секторот земјоделие, мислам дека уште повеќе ќе паѓаат, и да се стори нешто во моменталната ситуација, мислам дека тешко ќе дојде до зголемување, бидејќи популацијата која што се занимава со земјоделие веќе преку 50-60 години, младите за жал како да се поттикне земјоделството како бизнис ориентирано, да речеме комбинатите своевремено кои што постоја. Има ли интерес за здружување на земјоделците преку земјоделски задруги, преку други форми на здружување во кои што би можело да се да станите поголеми, со тоа самото тоа поконкурентни на пазарот? Па да, идејата за формирањето и веќе мислам дека има 40 на задруги во државата формирани. Мислам формирани, мораме да кажеме, а колку и како функционира, гледаме по периодот кога ќе дојде даден производ да се пласира и тие бараат начин, самите членови на задруги како и на кој начин да ги пласираат своите производи. Класично, барем според мене, кога би се имало некоја задруга која што ќе стои на здрави нозе, мислам дека сите тие членови треба да се согласат дадена култура, да биде со иста сорта, за да можат да произведат што поголема количина од дадената култура, а со самото тоа ќе бидат и поконкурентни на пазарот. Меѓутоа за сега мислам дека не функционираат, за жал. Така како што беа формирани, зашто беа формирани задругите. Така, а што е со откупувачите кои што исто така можат да си го произведуваат производот кој што може да им треба и да им користи? Дали сте разговарале за таква форма на соработка? Па да, често пат сме разговарали и за таа проблематика. Например, јас ако ми требат како преработувач, ставам збор преработа, ми требаат 100 тони или 1000 тони од даден производ. Зошто да не може, поготово сега што има слободни површини, каде што може да бидат посеени со културата чии што производ ми се потребни во преработвачката индустрија. Меѓутоа, тие знаат математиката на производство и полесно му е да откупи од земјоделскиот производител отколку да произведе. Затоа што во X случаеви мораме да признаеме, ако дадената цена на производот кошта
25 денари. Во немал случаи тој на пазарот може да го зема за 20, дури за 15. Тоа е проблематиката. Меѓутоа, ако се изгледат сите тие проблематики и дојде до овој начин на договорно производство, мислам дека во тој случај ќе има напредок и ќе има дозголемување на производство. Вака, како што е сега, за сега, мислам, тешко. Неколку години наназад земјоделците се жалеа на шпекулативен однос со откупувачите, односно намерно сменување на цена, нивни договор, тивок за да се спуштат цените, па тогаш беше воведен инструментот неделна цена. Дали функционира, дали се уште се чувствувате, кажавте, обесправени во однос на цените или веќе се постигна цена која што си ја регулира невидливата рака на пазарот? Па самото неистакнување на откупувачите на даден производ цената неделно, еднаш неделно да биде истакната на видно место, мислам дека тоа се коси со законската регулатива, а за тоа се одговорни за надлежните органи. Додека со другиот проблем, дали има шпекулации околу откупот на земјоделските производи. Мислам тоа така изгледа, него самиот факт на добрата организираност на откупувачите и преработвачите го понижува нашиот земјоделски производител, или неорганизираноста на нашиот земјоделски производител манипулативно ја користат и откупувачите и преработвачите. А не мислам најповеќе откупувачите, затоа што тие откупуваат и производи наменети за преработвачката индустрија. Значи ипак вината повеќе е кај нашиот земјоделски производител, затоа што не можат да се договорат на даден производ, ако не одговара цената која што е потребно да ја понудат откупувачите, мислам може тие слободно да се договорат во даден период да не продаваат даден производ. Меѓутоа, за жал, ќе се договорат 5-10, другите 5-10 на друг начин ги пласираат своите производи и пак ќе потенцирам неорганизираноста на нашите земјоделски производители го прават тоа што се случува на теренот. А пак ќе потенцирам, законска регулатива е откупувачите еднаш неделно на видни места да истакнуваат на даден производ цена на откуп. Така, дали сте пријавиле вие некакви неправилности до сега, како синдикат, како земјоделски производители? Па, бидејќи јас лично не сум забележал, има во X случаи пријавувано, меѓутоа за сега нема никаков ефект од тоа што се случува при откупот на земјоделските производи. А мислам дека треба надлежниот инспекторат да ја следи таа ситуација и кога станува збор за ова е договорено од двете страни, и од откупувачите, и од земјоделците, да еднаш неделно има цена, а не денес е толку, утре толку, мислам тоа. Али лека по лека мораме да признаеме дека на крај, сет со она што се случува, ако не се случи нешто друго, мислам дека цекот ќе оплаќаат и самите откупувачи, бидејќи тие за да набавуваат роба ќе морат да бараат во соседните држави како што Албанија или малку подалеку, дури од Турција да набавуваат, од Грција, а мислам дека нема да бидат цените откупни што се нудат на нашиот производ. Така. Што спомнавме со производството на житните култури, да се вратиме, дали и колку овие сега планови за издавање на земјиште за производство на житни култури ги размрда земјоделците? Чувствувате ли дека има интерес да се оствари тоа или ќе остане само како можност неискористена? Не, добро е тоа што се нуди од самото надлежно министерство, меѓутоа пак мораме да кажеме сето она што случуваше претходните овој години. Да речеме, минатата година пченицата беше откупувана по 8,5 до 11 денари од килограм, а додека самата производствена цена оваа година спрема статистиката или цената со купувањето на самите репроматеријали, нашиот земјоделски производител ќе го кошта можеби до 30 денари. И сега кој гарантира дека нашиот земјоделски производител пченицата ќе му биде откупена за 40-50 денари? Меѓутоа, кога станува збор за основни производи, на добивање на неопходните продукти во исхраната на народот, да речеме, на луѓето во државата, тука јас мислам дека надлежното министерство може да дојде до успех со понуда на одредени површини,
со понуда на бесплатен семејски материјал, со понуда на бесплатни ѓубрива, само за да се дојде до производи. Не само на пченица, станува збори за сочуглед, за маслодајна репка. Еве сведоци сме дека секојдневно по маркетите се качуваат цените и на овие производи. Така да мислам, кога се мисли за обстанокот на една држава, основните продукти мора да ги има државата. А има начин, мислам да они знаат колку количини им се потребни од дадени производи за производство, за потребите на преработвачката индустрија за производство на тие производи. Има начин, само треба реализација. Еден од последните проекти претходниот министер за земјоделство Арјанит Хоџа, кој што го најави пред крајот на неговиот мандат со заемот од Светска банка, беше изградба на голем дистрибутивен центар во Струмица, кој што треба да биде на располагање на сите земјоделци. Во една хипотетичка ситуација, кога би постоел тој, дали би помогнал за тоа што предпоставам дека таму земјоделците кои што не можат да најдат начин да немаат соодветен склад да ги приберат своите земјоделски производи, дали тоа ќе ви помогне во таа тивка борба што ја водите со откупувачите? И дали би ви било од корист, еве и подсетување дека треба да се реализира тој проект? Тоа беше понудено минатата година или на последниот министер Арјанит Хоџа беше. Хоџа при крајот веќе на неговиот мандат. И добро беше понудата за отварање на три дистрибутивни центри. Не, тоа не е понуда, тоа е веќе договорено од Светска банка и треба да се изгради. Треба да се реализира, само што не е отпочнато. Да речеме во Ресен требаше за откуп на јаболко, во Струмица на градинарски производи и во Скопје уште еден откупен дистрибутивен центар. Мислам, и треба ли на Струмица? Ви треба ли да треба, тоа е неопходно да го има во регион каде што се произведува даден производ, не само за друго, туку ќе се избегнат и сите тие манипулации што се прават со самиот земјоделски производител. Еве гледаме дека не знам дали се усвоени интервентни мерки во собрање во земјоделието. Јас би ги крстил за интервентен откуп на даден производ, кога цената е испод цена на чинење на производство, откуп од нашите земјоделски производители, и мислам дека за многу краток период, ако дојде до реализација на таа постапка или откупување на производите далеку поголеми од колку што цените ги нудат самите откупувачи, за краток период ќе ги достигнуваат оние цени кои што мислам дека нашиот земјоделски производител ќе треба да биде задоволен. Значи, вакви дистрибутивни центри веќе мора да бидат отворени, иако како земјоделска држава мислам дека требаше да бидат многу поодамно отворени. А на кој принцип, знаете ли на кој принцип би работеле? Кој Мислам тука, ако се оди со тоа, мислам дека мора да има тие соодветни комори за да може да се сместуваат дадените производи, за да може да издрат X временски период и после стабилизирањето на цената да може да бидат пласирани по пазарите. Мислам дека пак ќе потенцирам некогаш, да речеме, немаше потреба од тоа, затоа што имавме голем пазар. Струмичкиот или Македонија мораме да потенцираме, ако најголемиот дел станува во производството на градинарски производи во Струмичкиот регион, снабдуваше пазар со 22 милиона, сега за 1,5 милиона ние сме принудени да увезуваме земјоделски производи од соседните и подалечните држави, што значи имаме веќе недостиг, а од друга страна баш во екот на производство доаѓа до драстично паѓање на цените кои се нудат на пазарите или откупните цени кои што на производи кои што завршуваат надвор од државата. Така. Господин Велков, дали имате нешто што би сакале да додадете во однос на состојбите во земјоделството, ако не да ја привршуваме нашата емисија? Мислам дека има доста работи кои што се потребни на нашето земјоделие. Пред се пак ќе го повторам, тоа секогаш го повторам, значи стратегија со договорено производство и мислам почесто седнување на маса за изгладување на сите тие проблеми што се јавуваат во нашиот сектор, во секторот за земјоделие од страна на надлежните во Министерството за земјоделие, представниците на науката и представниците на земјоделски производители. Мада морам да кажем, јас сум пак скептичен со сликата што ја имам од терено, кој се остана на нивите и кој произведува. Така, јајде за крај, што годинава Ристо Велков ќе производи на своите
парцели, дали останувате на она што и во годините наназад го произведувавте или ќе експериментирате нешто? Не, експериментот ако може да се каже дека во органскиот начин на производство, иначе како секој зелка, краставица, пиперка, блага, љута, тоа се основните култури кои што ќе бидат застапени на моите површини. Минатите години добро поминавте со лутата пиперка, дали уште има афинитет кон имаше пазар, добро, мора да кажам. Не, јас сум доста реален и морам да кажам дека минатата година нашиот градинар мора и треба да биде задоволен од цените што беа по минатата година, зборуваме за минатата година. А додека за останатите сектори, стварно има сектори кои што земјоделците мора да бидат и треба да бидат сожалувани пред се оштарите, лозарите, производителите на животинско производство. Мораме, значи кога станува збор или си представник на некоја организација која што ги застапува интересите на земјоделците, а во неа има од различни сектори, мораш да ги застапуваш интересите на сите. А пред да седнеме во студио, гледавте временската прогноза каква ќе е, дали ќе има дожд, ви предизвикуваат ли главоболки сите овие климатски промени и сите тие промени кои што ги носат со себе? Јас рекол 100 пати, сум веќе спомнал дека најголемиот проблем, освен пласманот, ќе биде промената на климатските фактори. Бидејќи вчера имаше 25 степени температура, еве денес десетина, па за некој за утрешно ден се неа 25 повторно, за 2 дена пак да падне на вечерниот во вечерните часови негде околу 1 до 2 степени. Мислам дека сето тоа се одразува врз циклусот на самото производство во количините кои и квалитетот кои ќе бидат набрани од дадените површини, поготово бидејќи тука станува збор за раноградинарски регион, култури кои што се топлолюбиви и бараат одредени температури за добар развој и добри приноси по единица површина, но кризата си го прави своето, знаеме колку површини се преработуваат со контролирани услови, а тоа обезбедување на температурата која што е соодветна и ја бара самата култура, така да мислам нашиот земјоделски производител ќе биде хендикепиран и кога сме тука, понудата, заборав претходно да кажам, што се нуди од нашиот министер за производство на житни култури, мислам дека од 4000 денари по хектар или 400 денара по декар во понуда на ѓубрива. Мислам дека тука малку ќе биде ризично. Прво мораме да кажеме дека понудата важи за сите оние земјоделци, барем јас колку што разбрав, за сите оние земјоделски производители кои имаат засејано над 1 хектар. Меѓутоа што со земјоделци немаат површина 5 декари или пола хектар, 2-3 декари, зошто и на тие земјоделски производители да не им се овозможи да бидат добитници на таа количина на ѓубре. Меѓутоа пак ќе го спомнам тоа, кога станува збор за примена на одредена мерка во земјоделието, бидејќи тука се средствата кои или па директно ќе бидат понуди со репроmaтеријал, конкретно ѓубриво, мислам дека тоа ќе биде ризично, поготово во регионите каде што нема услови за наводнување на тие површини кои што се засадени со тие култури и ќе остана да се молиме на Господ, ако заврне, бидејќи да се фрле, да се стави ѓубриво, ако нема доволно количини не може да го прими, да ја прими самата култура и тогаш ќе нема ефект од оваа мерка. Каква е ситуацијата со наводнувањето, со системите за наводнување? Па, мислам дека доста од негрижа, мораме да потенцираме, самите земјоделски производители се оштетени, меѓутоа, кога зборуваме за нашиот регион, Струмјачкиот регион, преку 90% наводнувањето се врши со бушетини, со помпи, со мотори, меѓутоа тука доаѓа до зголемување на трошокот на цената на чинење на самиот производ, бидејќи се трошат одредени количини на гориво, дали нафта или бензин, а знаеме по која цена се купува или се набавува бензинот и нафтата. А зошто не се користат услугите на Струмичко поле? Па каде што има, мислам дека може да се користат на тие површини и цената на чинење на производ ќе биде доста пониска за разлика од тие што произведуваат со употребата на моторите за наводнување. А мислам дека има и површини, ама станува збор за доста мали површини каде што може да се искористи водниот режим на начин како што е понатаму, дали со вештачки дождови или директно наводнување по брази, зависи како дават условите. Така. Има уште многу теми во земјоделството, но да оставиме за некоја следна прилика.
Секако дека ние се гледаме циклично и ги отвараме темите и проблемите кои што земјоделците ги тиштат во одреден момент од нивното производство. Господин Велков, јас ви благодарам за времето одвоено да бидете дел од нашата емисија. Благодарам и јас за поканата, да си се надеваме дека лека по лека работите ќе влезат во оној терк кои што се по-прифатливи за нашиот земјоделски производител. Ако бидат прифатливи за самиот земјоделски производител, ќе бидат прифатливи и за самите граѓани, ќе бидат нудени производи по пониска цена, ако има пониска цена на чинење на производ, па и за самата држава. Знаеме дека соизводот на дадени земјоделски проект, кој е бенефит, транспорт, оно, други давачки што се потребни за извоз на дадени производи, така да мислам дека и бенефитот на државата не е мал од извоз на земјоделските производи. Така. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за времето кое што го одвоивте да бидете дел од нашата емисија. Останете со програмата на ТВ Канал Вес.